Јас работам во казнена поправна установа и самиот збор ни укажува на тоа дека затворот освен казнена има и поправна улога. Всушност и самиот закон за извршување на санкции кажува дека основна цел на постоењето на затворите е ресоциализација на осудени лица. Работам во КП Дом Идризово веќе 15 години и во текот на мојата работа сум се соочил со многу предизвици во работата со осудените лица, бидејќи да се работи како воспитувач. Тоа е популарно име наречено за нас вработените во секторот за ресоциализација. Да се работи како воспитувач значи да се биде и тутор, да се биде и ментор, да се биде. Голем дел од осудениците ни кажуваат: ти си ми татко и ти си не мајка во оваа установа, бидејќи нема на кого да се повикаат. Морам да ти признам дека таквите моменти се доста ретки. Постои изрека кај вработените во казнено-поправните установи дека доволно е на еден човек да му помогнеш и треба да бидеш задоволен од тоа. Водам многу голема воспитна група која што е надвор од сите законски норми поради непостоењето на доволно квалификуван кадар и доволно вработени во секторот за ресоциализација кои што може да им посветат внимание на сите осудени лица. Немам време тоа е многу голем проблем, бидејќи немам време да им посветам доволно внимание кое што јас сакам да им го посветам и она внимание кое што им е потребно на нив за да седнеме да поразговараме во врска со нивните проблеми, да спроведеме некоја психосоцијална терапија кон нив која што може да даде ефект. Да, сум се соочил со многу лоши моменти, сум се соочил и со некои добри моменти кои што ми дале надеж дека ресоциализацијата во затворите може да биде успешна доколку постојат соодветни услови за тоа.